Добро вечер, најново издание на Дневникот, во него ќе гледате. Зачестени пријави за напади од кучиња. Патронен празник на училиштето Вера Которка. 10 години планинарски клуб Козјак. За 2 дена во Куманово дури 4 лица пријавиле напад од куче скитник. Според статистиката, двојно е зголемен бројот на напади во споредба со лани. Општината одвојува средства за третмани за ловување, но се уште нема решение на проблемот. Речиси двојно е зголемен бројот на лица каснати од бездомни кучиња во Куманово. Според статистиката на Кумановската полиција, од почетокот на годината до сега се регистрирани 34 пријави. За истиот период лани биле евидентирани 13 пријави, додека вкупно лани 40 лица пријавиле напад од куче скитник. На подрачјето на Куманово од почетокот на годината до сега се регистрирани 34 пријави за лица кои биле каснати од кучиња скитници, додека во 2022 година за истиот период биле регистрирани 13 пријави. Во 2022 година, значи вкупно, се регистрирани 40 пријави на лица каснати од кучиња скитници. За пријавите се доставени известувања до општина Куманово за понатамошно преземање на одредени мерки. Надлежноста за решавање на овој проблем е во локалната самоуправа, односно општина Куманово. За само 2 дена 4 лица пријавиле дека биле нападнати од куче скитник. Граѓаните изминативе години бараат да се реши проблемот. Неодамна агресивно куче нападна неколку ученици и возрастни лица. Еве на ке, јас сетам секој вечер од куќи не може да пројдеш. Стравувате? Да, страме, како не ме страх. Има на плоштадот на Октомвриска револуција на улицата и не сме безбедни воопшто. Страшно е, тоа се големи кучиња во кои нема верба. Внучињата многу стрвуваат, ги страдат на училиште сами. Имаше еден немил настан неодамна во Куманово. Кај крсти ми сирков преку пута повредено дете и така да треба да се реши проблемот, а кога ќе се реши, не знам. Мене ме е страх од кучиња. И сакам ги, ама не на вакав начин. Треба да се реши трајно проблемот. Треба ли како, не знам. По нападот во близина на училиштето, секторот за инспекцијски надзор при општината најави за честени контроли на виталните објекти. Ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков е задолжен за третман на кучињата. Општината за оваа намена одвои над 1 милион денари, но по третманот тие повторно се враќаат на местото каде што се заловени. Од општината неколку пати информираа дека жители на помали градови оставаат кучиња во Куманово. Се случува една страшна појава на голем број на бездомни кучиња, кои што по потекло сигурно не се од Куманово, и доаѓам до заклучок дека тие кучиња се носат од некаде. Бидејќи се работи за сериозно големи кучиња, овчарски кучиња, немилиот настан кој што последниот пат се случи, не загрижи сите, но како што гледате до ден денеска не се појави собственикот на тоа куче, кое што дефинитивно е пуштено од некој двор или избегано од контрола. Првенствено, секој кој што поседува куче, треба да се доизмени регулативата, мора истото да го чипира, да го одбележи, да го третира соодветно согласно законот и дополнително не можете вие да поседувате дома приватни одгајвачници на кучиња каде што ќе ги размножувате кучињата. Тоа се домашни миленици кои што доаѓаат на јавен простор и јавна површина без претходна контрола или несовесен собственик. Целта е да се изгради регионален центар за згрижување на кучиња. Општината заедно со операторот и Здруженија на граѓани организираа и акции за вдомување. Полициски службеници од СВР Куманово викендов привеле двајца кумановци на возраст од 43 и 47 години поради постоење основи на сомнение за нивна инволвираност во настан во кој имало пукање од огнено оружје пред угостителски објект на улицата Димитрije Туцовиќ во Куманово. Информираат од Министерството за внатрешни работи. Според МВР во настанот нема повредени лица, а полицијата презема мерки за расчистување на случајот.
Председателот на Општинската организација на СДСМ во Куманово, Александар Арсиќ, на пресконференција ги најави инфраструктурните проекти финансирани од владата што ќе се реализираат во наредниот период. Пресконференција се одржа на улицата Никола Тесла, каде што се гради нова водоводна мрежа со државни пари. Целта на нашето доаѓање е изградба на нова водоводна мрежа во должина од 2 километри, која финансира владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ова водоводна мрежа е многу потребна за граѓаните на улица Никола Тесла, но исто така и за населените места од Долно Којнаре. Ова водоводна мрежа е во износ од 300.000 евра, кои средства ги обезбеди владата, меѓутоа беа реализирани преку Министерство за транспорт и врски, така што проектот е поминат, сега сме во фаза на изградба, исто така изведбата и надзорот се обезбедени. Ова е многу значено нешто на граѓаните од ова улица, бидејќи азбестните цевки кои досега, како што знаеме, се канцерогени, се заменуваат со ПВЦ водоводна инсталација, но и покрај еколошкото значење на ова водоводна мрежа, главно значење има и тоа што старата водоводна мрежа имаше постојани дефекти и улицата беше постојано поплавена, а граѓаните нема постојано вода во нивната водоводна мрежа. Мораме денеска да најавиме и неколку нови проекти кои ќе се изведуваат во понатамошниот период, а тоа е двата инфраструктурни проекти кои исто така ќе бидат финансирани од Министерство за транспорт и врски, а тие два проекти се изградба на нова улица, односно реконструкција на улица 300 во Ајдучка чешма, која ќе започне по завршување на тендерската документација и исто така нов пат кој ќе ги поврзува селата Новоселјане, Косматац и Мургаш. Сдруженијето за наше Куманово организира крводарителска акција која ќе се одржи во среда во просториите на поранешен комитет. Акцијата, која е под мотото "Дарувај крв, спаси живот", ќе започне во 10, а ќе трае до 16 часот. Повеќе од изјавата во продолжение. Под слоганот "Дарувај крв, спаси живот" ќе биде организирана крводарителска акција по повод Светскиот ден на крводарителство од страна на Сдруженијето за наше Куманово. Крводарителската акција ќе се реализира на 14 јуни, среда, во просториите на кружна сала на поранешен комитет во период од 10 до 16 часот. Акцијата ја спроведуваме во соработка со Институт за трансфузиологија од Скопје, веќе по втор пат, и имаме цел истата да стане традиција. Со оглед на тоа што живееме во непредвидливо време, многу често се соочуваме со недостиг на крвни единици од сите крвни групи. Затоа, да бидеме хумани и да спасиме нечи живот. Само така можеме да го движиме општеството на напред. Ги повикувам сите граѓани на општина Куманово да се приклучат во крводарителската акција и заеднички да бидеме причина за нечи нов живот. Горивата од ноќеска на полно ќе поскапат во просек за 2,9%, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98, како и на Евродизел и на екстра лесното масло за домаќинство, се зголемуваат за 1,50 денари за литар, а на мазотот за 0,9 денари за килограм. Евросупер БС 95 ќе чини 81,50 денари за литар, Евросупер БС 98 ќе се продава за 83,50 денари, дизелот ќе биде 70,50 денари, а екстра лесното масло 69 денари за литар. Цената на мазотот ќе изнесува 40,5 денари за килограм. Основното училиште Вера Которка во село Клечовце го одбележува патрониот празник. Многу повеќе на оваа тема од прилогот што следува.
Со богата културно-уметничка програма, основното училиште Вера Которка во село Клечовце го одбележа патрониот празник. Учениците, вработените представници од општината, секторот за образование и други установи положија свежо цвеќе пред бистата на народниот херој Вера Трајковска Которка, а потоа присуствуваа на свечена приредба. Денес е посебен ден за сите нас. Денес е нашиот празник. Денес го одбележуваме денот на нашиот патрон. Со чествувањето на овој ден ние се потсетуваме на незиното дело и борба за подобро утре. Вера Которка се борела за можеби поинакви идеали од оние за кои ние денес, незините следбеници, се бориме. Но со исто толку жар и ентузијазам за да им обезбедиме подобра иднина на нашите деца, на нашите ученици. Ова училиште не може да се пофали со големи инфраструктурни проекти или пак со најквалитетни услови за работа. Но она со кое што можеме да се пофалиме е квалитетниот наставен кадар, кој неуморно секојдневно работи и дава се од себе, ова училиште да оди во чекор со современите образовни текови. Водени сме од визијата од ова училиште да излезат квалитетни ученици со трајни знаења, вредни и способни да земат активно учество во општествениот живот. Учебната година што изминува беше во знакот на промовирање на нашето училиште преку учество во проекти, манифестации и реализирање на повеќе наставни активности преку кои кај учениците ја развивавме самодовербата, креативноста и тимската работа. На сите овие манифестации гордо се представивме благодарејќи на трудот и несебичното залагање на неколку наставници од овој колектив. За значените достигнувања училиштето додели пофалници за наставниците Марија Стаменковска, Ивана Ѓоргиевска, Марија Стојановска, Ивана Милјуш Трајковска, Ивана Стојковска и Бојана Доневска. Директорката Аскелиевска одаде признание за долгогодишната работа на учителката Јадранка Додевска, која годинава оди во пензија. Сите ние сме обврзани. Образовниот процес во ова училиште да го подигнеме на едно позавидно ниво, да ги осовремениме условите за работа и учење, бидејќи нашиот пат е посветен на нашите ученици. И овие деца овде тоа го заслужуваат. Изрази и благодарност до родителите за успешната соработка, како и до локалната самоуправа и градоначалникот за изградба на спортско игралиште. Со искачување на матичната планина Козјак и пригодна прослава во Меморијалниот центар Аснов во Пелинце, планинарскиот клуб Козјак 2013 вчера одбележа 10 години постоење. Клубот додели посебни признанија на основачите на ова планинарско друштво и на сите досегашни негови председатели. Членовите на Сдруженијето за планинарење и заштита на планината Козјак 2013 вчера го прославија јубилејниот 10-ти роденден во Меморијалниот центар Аснов во Пилинце. Роденденот беше одбележан со искачување на нивната матична планина Козјак од Враготурце до Китка, а учествуваа околу 250 планинари од повеќе градови од земјава и од Србија. Клубот додели посебни признанија на основачите на ова планинарско друштво и на сите досегашни негови председатели. Имавме гости од речиси цела Македонија и од голем дел од Србија. Искачувањето беше организирано на две патеки, полесна и потешка. Потешката беше баш тешка затоа што е стрмно од кај Враготурце до Китка и плюс и беше поприлично топло. Ама тоа се искусни планинари, оние кои што сака малку повеќе да се забавуваат и да слават, на кратка беа до селото Враготурце, над Враготурце. Потоа организиравме забава со традиционално планинарско гравче и нашата пријателка и планинарка не изненади и почести сите со прекрасна торта, нејзина изработка, која што всушност се представуваше планината Козјак и Китка. Најголемиот успех во нашиот клуб мислам дека е тоа што сите луѓе кои што ќе дојдат барем еднаш со нас остануваат како членови, затоа што на некој начин таа планина им го менува животот на луѓето. Значи не е битно на колку планини сме били и на која висина сме се искачиле, битно е дека некако квалитетот на животот на луѓето им се менува на подобро и тоа дружење. Значи запознање на нови луѓе, уживање во природата, а ние имаме навистина да се пофалиме со прекрасни планини. И тоа време е поминато со тие луѓе во ова наша преубава Македонија, тоа е најголемиот наш успех. Следната активност на планинарскиот клуб Козјак е искачување на Шар планина во чест на загинатиот планинар Миодраг Спасовски.
Следната активност најверојатно ќе биде искачување на шара на глацијалното езеро Скакаричко езеро, кое што е околу 2500 метри, поприлично тешка патека за качување, и тоа во чест на нашиот планинар Мио, кој што пред 3-4 години за жал почина на шара, и одржуваме мемориална акција во негова чест. Тоа се случи на 9 јуни, меѓутоа сега еве затоа што нели имавме се поклопија датумите, веднаш следната недела ќе одиме на шара да го обележиме и тој датум. Таму имаме поставено спомен плоча на нашиот другар планинар и секоја година одиме во јуни таму да запалиме свеќи, да се потсетиме на него. Во негова чест одиме горе до езерото. Прекрасна е шара, меѓутоа ете има и непријатни и трагични моменти. Планинарењето е убаво, но и сериозна, знае да биде и опасна работа. Ама пред се до сега барем сме имале многу поубави моменти, тоа е животот, се случуваат и такви работи. Членовите на Сдруженијето Козјак планинарат секоја недела. Изминатиот месец планинарите се искачуваа на Тито врв, на врвот Бесна колиба, на Даутица на Скопска Црнагора, а беше организирана и планинарска акција на Бислимска клисура. Од денеска до 16 јуни во Скопје се одржува Европското првенство во кошарка за средни училишта во рамки на училишен спорт. На првенството ќе земе учество и представник на Кумановското средно училиште Перо Наков. Информираат надлежните од Општинскиот сојуз на спортови Куманово. Фолклорни групи од 6 здруженија на пензионери од Македонија и Србија денеска учествуваа на првиот меѓународен фестивал во Куманово. Фестивалот е во организација на Здруженијето на пензионери од Куманово. На платото пред Центарот за култура денеска се одржа првиот меѓународен фолклорен фестивал на пензионери организиран од Кумановското здружение. На фестивалот настапија играорни групи од 6 општини од Македонија и Србија. Укупно учесници имamo 6, заедно со нас нормално Кумановци, и тоа Зајчар, Лесковец, Врање, Крива Паланка, Кочани и поново икам наше Куманово. Региони кај што културата и традицијата се слични. Па дури и нагласот, изборови и сите и фолклор и музика су многу блиски едни на други. Досега нашето здружение учествува на 7. И тоа беше од мајска ракување у Скопје, па во фестивал на фолклор и ово исто сега што го гледам во Кочани, па на спортските игри и манифестацијата во целина во Пробиштип на нивоу на североисточниот регион. Првиот човек на Здруженијето на пензионери од Куманово Бошков смета дека сите заедно треба да се изборат пензионерите во Македонија да бидат рамноправни со пензионерите во Европа. Целта ми е заедно сега со председател поново зборуваме, ако може да се избориме да пензионерите бидат поштовани колку треба да бидат поштовани, затоа што ово све што го гледаме испред со изградено, доградено, направено е нивно дело. И затоа бараме сите пензионери од 75 година навише да бидат ослободени од партиципација, од болнички лекувања и тоа, затоа што тоа им представува најголем проблем. Бошков беше избран за нов председател на изборното собрание во март годинава. Во текот на изминатиот викенд, полициски службеници од Куманово спроведоа акцијска контрола за санкционирање на возачи кои не ги почитуваат сообраќајните прописи. При тоа на подрачјето на Куманово санкционирани се вкупно 118 возачи, од кои 99 управувале возило со брзина поголема од пропишаната, 5 санкции за возачи кои управувале возило под дејство на алкохол, 11 за управување возило без возачка дозвола и 3 за нерегистрирано возило, соопшти МВР. И во продолжение вести од Македонија. Премиерот Димитар Ковачевски ја повика опозицијската ВМРО-ДПМН и лидерот Христијан Мицкоски да го почитува договорот од лидерската средба на 7 јуни, бидејќи демантирањето или излегувањето од рамката од тоа што е договорено ќе представува големо разочарување и за граѓаните и за меѓународната заедница. Главен заклучок од лидерската средба е дека ВМРО-ДПМН не е против уставни измени, тоа е прво и најважно, бидејќи тие претходно обвинуваа дека со уставните измени и со внесувањето на други
некои делови од народи во преамбулата државата ќе биде бугаризирана и асимилирана. И ВМРО-ДПМН потврди дека нема ништо против уставните измени, дека сака да биде дел од владата и ние тоа го прифативме и ќе отстапиме 50% од министерските места со кои раководи СДСМ. Изјави денеска Ковачевски. Опозицијата побара и дуи да не учествува во владата, што беше експресно прифатено од партијата, дополни тој. Од СДСМ се децидни дека диалогот меѓу власта и опозицијата треба да продолжи, откако им пружиле рака со цел да се постигне договорот. Владеачката партија веќе предложи работна група од највисоки партиски представници. Сега порачуваат дека е наред ВМРО-ДПМН да номинира своји представници и работните групи да започнат со работни средби, што е можно поскоро. Мицкоски пак во разговорот за Дојче Веле порача дека СДСМ треба да се охрабри и да ја прифати подадената рака за преодна влада. Непродуктивно и безцелно е да се продолжи со какви било разговори или работни групи, ако тие не се согласуваат за предлозите кои што ги дадовме. Ние ќе почекаме уште некој ден, место да трошат енергија на посипување пердуви, нека имаат суштински состаноци и нека излезат со став, вели Мицкоски. Министерството за образование и наука го задолжи Државниот испитен центар да ја лоцира одговорноста меѓу учесниците во спроведувањето на државната матура за како што наведува направениот пропуск при полагањето на вториот екстерен испит по англиски јазик. Иако тестот не им бил достапен на учениците пред полагањето, односно истиот е споделен меѓу матурантите преку апликација за електронска комуникација за време на самото полагање, сепак тоа е пропуст кој никако не требало да се случи и повлекува соодветна одговорност. По добивањето на информациите од ДИЦ, тие ќе бидат споделени со јавноста, соопшти МОН. Министерството информира и дека побарало од оваа година полагањето на испитите да се спроведува во поголеми простории во училиштата, како на пример во училишните сали и холови, каде би биле сместени сите матуранти кои се пријавени за полагање државна матура и со присуство на повеќе тестатори и наблюдувачи. Но поради случувањата во ДИЦ, штрајкот на вработените непосредно пред датумите за спроведување на државната матура, тие не се случија, така што очекуваме промените да се имплементираат во следната учебна година, со што ќе се намалат ризиците од можни нерегуларности кои би ја довеле во прашање веродостојноста на резултатите, соопшти Министерството за образование и наука. За православните христијански верници кои се водат според јулијанскиот календар, денеска почнува Петровденскиот пост во чест на светите апостоли. Петар и Павле и му претходи на празникот Петровден, кој секогаш се одбележува на 12 јули. Телесниот пост подразбира воздржување од храна од животинско потекло, што значи од трпезата се тргаат месото, млечните производи и јајцата. Во среда и петок јадењата се на вода, односно се подготвуваат без масло. Понеделник, вторник и четврток се со масло, а во сабота и недела дозволено е јадење риба.